Меркапија се одржала во просторите на општината Меркапија. Почеток 16 часот, седмица за работа на седмицата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од државната 34-та седмица на општината Меркапија. За дневен ред и пречок со усвојување на записникот од дали некој избара однос, збор однос на записникот од 34-та седмица на општината Меркапија? Пошто никој не бара збор, да заклучувам претресот и точката да ставаме на гласање, односно записникот на гласање, кој е за вака предложение од записникот да крене вака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. За следниот дневен ред на 35-та седмица го предлагам по точка 1 предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Точка 2 предлог одлука за распишување на јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на члени управниот одбор на заедничко јавно предпријатие регионален центар за обслужување на безбедни миреници и ветеринарно здравство со Шепа Каладрац. 3 предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен повик број 01/2024 за пријавување на заинтересирани лица за избор на члени управниот одбор за заедничко јавно предпријатие регионален центар за обслужување на безбедни миреници и ветеринарно здравство со Шепа Каладрац. Точка број 4 предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именувања. Од точка 5 предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за финанси и локален економски развој. Од точка 6 предлог решение за давање на согласност за измене на годишниот план за вработување во 2024 година во општината Меркапија. Од точка број 7 предлог решение за давање на согласност за годишен план за вработување во 2025 година на основното општинското основно училиште Димчина Бело Габера во Меркапија. По точка број 8 предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување во 2025 година на јавно предпријатие за комунални работи Бошево во Меркапија. Точка број 9 предлог решение за давање на согласност на финансиски извештај на јавното комунално предпријатие Бошево во Меркапија за периодот од 1.1.2024 до 31.3.2024 година. Точка број 10 заклучок за усвојување на квартален извештај за проектот водоснабдување на воспоставување на советувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано семејно насилство. И точка број 11 разгледување на барање од физички и правни лица. Дали некој бара збор во однос на предложениот дневен ред? Пошто никој не бара збор, молам дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за вака предложение дневен ред? Молам да крене рака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на прва точка од дневен ред, предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. На место точка. Да ставим на прва точка на добро, може. Значи, од точка број 2 да ставим на точка број 10 да биде прва. Точка Да не го минуваме. добро, окей. Дневниот ред само по точка. Добро, точката број 10 ја разгледуваме прво во интерес на времето и го слободното прежешко времето и така. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за проектот воспоставување на советувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано семејно насилство. И молам представникот на гласите да се придеси во однос на точката. Благодарам. Почитувани присутни, почитуван председател на Советот и јавната администрација. Еве денеска го презентираме кварталниот, односно овој пат ќе биде полугодишниот извештај, затоа што ги споивме од јавен месец до заклучно со денешниот ден податоците за работата на центарот. Во интерес на јавноста сакам да напоменам дека се работи за регионален центар кој работи во интерес на граѓаните на општините Каладрци, Неготино, Меркапија и Росоман за пријавување, помош и поддршка на жртви на семејно насилство.
Местото каде што сме сместени е во Кавадарци и имаме телефонска линија на која во секое време можат да не побараат и да се договориме за понатамошна поддршка на секој еден кој има потреба од ваква услуга. Значи, да скратам, во периодот од месец јануари до јуни во Центарот за семејно наследство имаме регистрирано 20 нови 20 кориснички, од кои 10 се нови. И имаме и 3 кориснички кои се уште во процес на пријавување, но се уште не можат да соберат храброст или да најдат начин за да се отргнат од насилната средина. Значи, во овој период работиме со вкупно 23 кориснички од сите овие градови. Значи, напоменувам дека се работи за регионален и работиме с корисничките се и од Росован, и од Кавадарци, Меркапија и Неготино. Услугите ги нудиме во согласност со потребите на секоја жртва која побарала помош и услуга од наша страна. Од наша страна се обидуваме да го изнајдеме најсоодветното решение за изнаоѓање на начин за отргнување на жената од насилната средина и обезбедување на посигурна иднина најмногу за неа и за нејзините деца. Во однос на бројката имаме забележано дека во изминатиот месец тоа за мене представува еден охрабрувачки факт, што во последното тромесечие има многу жени кои пријавија семејно насилство, а при тоа со текот на работата заклучивме дека се работи за жени кои трпеле долгогодишно насилство. Значи, сепак поттикнати од некои можеби и факти и сознание за работата на нашиот центар се осмелија да стават стоп на таквиот начин на живот. Кај некои тоа е проблем веќе 20 години, затоа што имаме жртви по 60, над 60 години жени кои се малтретирани како од сопругот, така и од дали се работи за брачен или вонбрачен партнер, а некои и од своите деца. Услугите, сакам да спомнам дека услугите кои ги нуди нашиот центар се пред се правната помош, како една од многу битен сегмент во овој процес на застапување на жените. Обезбедуваме најчесто во делот на бракоразводни парници, доставуваме жалби до основните судови доколку одлуките што се донесени од страна на судот не се во интерес на жртвата. Изготвуваме документација, пријавувањето секогаш е во придружба со наш вработен од центарот во полиција. Со самото тоа, и тоа е битно да кажам, дека самото пријавување го сведуваме на најбезболен можен начин, затоа што жртвата точно ја носиме на местото каде што треба и изјава треба да даде само еднаш, за разлика од околку оде сама ќе биде сослушена од дежурниот полицаец, па од другиот полицаец, па после ќе биде препратена до инспекторот и она ќе мора неколку пати да ја повторува таа приказна и да се враќа на тие моменти кои се за неа едно болно искуство. Значи, со посета на центарот, со наша придружба, директно се обраќаме на вистинското место кај потребниот инспектор и поднесуваме соодветна пријава или опомена во зависност од случајот. Тоа би било се. Уште еднаш би сакала да апелирам и до граѓаните на општина Меркапија дека ние сме тука за нив. Нашите телефонски броеви може да ги добијат секаде, да се информират и во општината, директно кај нас. Ние ќе најдеме начин за да испаднеме во сусрет во таква ситуација. Нешто друго да го социјалните мрежи да не следат, да не женски следат, центар на Инстаграм и Фейсбук со кирилско писмо, затоа што може комуникацијата да се оствари и преку Инстаграм и преку Месенџер, ќе му биде одговорено. Ако евентуално немат пари за телефонски или кредит, може преку интернет да не изконтактират. Значи, целата на нашето постоење е да се задоволат нивните барања, нивните желби, да се зајакнат психички и психотерапевтика, постојано работи и со децата и со жените,
и да може да се изкористят тия капацитети, значи апелто жените да внимават, да се наследуват имот во оставински постапки, да кога се стекнува имот, кога се купува недвижност, да барат и нив да ги пишува на имотен лист, во самите договори, за да може да работиме и на економско јакнење, финански независните жени се покаже дека се многу посилни, за разлика од тие што зависат од било какви финанси од сопруците, и сметам дека во иднина треба заеднички да поработиме на отварање на некаков си фонд, кој ќе биде како интервентен фонд за помагање на жени во ситуација кога стварно немат ни за лекови, ни за храна и средства за лична хигиена средства. Кај да се донират нешто како облика, ги распределуваме на жени и деца. Еве имаше една мајка со 4 деца и им дадохме неги облика на полматурантски, што не можат да се дотерат соодветно, и други такви лица за кои што не знаеме дека се приматели на социјална помош. Али мислам дека тоа сепак е недоволно во смисла кога една жена е напушта населната средина и треба баш се од облека до храна до средства за лична хигиена. Многу ви благодариме на поканата, секогаш ни е мило да дојдеме кај вас, тука е баш пријатно, но темата со која што ние работиме, сами да кажете дека е баш сензибилна и се надевам дека воопшто нема да имаме работа, но нека знаат жените дека сме тука заедно. Благодарам. Што следници, дали да кој прашање за гостите во десетата точка на ред? Поведете го, Добар ден за гостите. Моето прашање е дали имате машки корисници на вашите Не услуги? смееме да даваме на машки услуги. Имавме случај со еден човек, да, таа информација не ја споделивме, дека во Кавадарци се отвори интервентен центар за сместување на лица во социјален ризик и се довери управувањето на тој интервентен центар на организацијата на Жени Визија, и там има 6 апартмана, што се баш пристојно и фино опремени, може да погледнете од отварањето, имаше на Инстаграм споделено. И има точен еден правилник кој што со општината таму се утврди под кои правила јас можам да сместам определено лице таму. И беше тој маш јавен кај мене и неговото ние во смисла да не можеме да го сместиме за тоа што е маш, туку за тоа што беше собственик на недвижен имот. И има правила да нема каде да престојува тоа лице, да нема собствен имот, и да е ментално и физички здрав. Значи имавме и жени кои што беа неприсметливи и во таа ситуација не смееме да ги згрижиме, али сепак грбначалникот кога беше отварението, баш пред мисијата на ОМС се сподели дека доколку има потреба и за регионот, како што го покриваме со советувалишниот центар, ако има потреба луѓето дека може да се смести таму. И ако интервентниот центар на општина Кавадарци. И баш беше тоа за поздравување, долго време се спремаше и убаво е да се знае дека и во случај на нете Боже може да се згрижи таму една жена со деца од период максимум до 3 месеци. Значи тоа е предвидено интервентно и затоа името му е дадено така, за додека ЦСР и Центар за социјални работи или полицијата да изготвя документацијата, да не биде жената на улица или да чека во стајница или да чека во ходник на социјалното, за така е предвидено. Има најосновни средства, ВЦ, кујничка, спална за спање, така како дневна собичка, многу е сладкичко направено, чисто, пријатно, мислам, не да може да се употребува, ама за случај го имаме како такво. И услугите кои што како организација на жени ги пружаме и како советувалиште центар за да работиме, се однесуваат само на жени и на деца. И да се јаве маши, јас, например, како адвокат му пружам или правна помош го советувам и насочувам, меѓутоа да биде корисник во нашиот центар, не сме. Така сме и обучени, се избираме вежу.
обаче фактът намената на центърът е само заради това да се чувствуват по-безбедно жените, затова е женски център, за да няма присъство на мъже до самия център. Доколко некој си има случайно да побара помош од некаков таков вид, не го оставаме, не го упатуваме, го советуваме. Да, повече правна помош преку судска поставка да ги остави своите права. Може би не грешно кој машко движение да ќе направи иницијатива да има мажи, пошто одеднакво се трпи семејно наследство. И од нашата и од женска страна, независно много да се иначе искам да ви кажам што само жени се сместуваат и се изместуваат. Би било добро да тоа биде пошироко, да опфатаме така да добро што е тука е, даваме подршка без другото. Само да се знае дека треба да се нели психофизички здрави, затоа што сум имала неги случаи со лица кои што навистина се непресметливи, јас не можам такви лица да згрижувам во тој интервентен центар, туку во друга соодветна институција. Сместувањето на него се ни оде баш тешко, така да има проблем таму, тоа е поле за друга работа, ни се трудиме нели колку што можеме повеќе даваме максимум на сите. Секој случај за себе нели си е специфичен. Добро. На писмено Благица рече дека ќе испрати официјално квартален извештај како што до сега се праќани и малце ги сумираме податоците нели во интереси на времето, затоа што веќе се завршува овој месец и сумиравме податоци од јануари до сега, цела 24. Полугодишен ќе дојде, да. Доколку има потреба, ние може да ги направиме и Два два квартални, да. квартални, само изходен. Бројката е таа, битно е нас да бидат известени граѓаните, за да може да Да се охрабри да не побара, да. Добре. Пало и нас. Предвид заклучето за извојување на кварталниот извештај за проектот Воспоставување на Световаличен центар за помош и поддршка на жртви на родове базираност на наследство, доставаме глас. Кој за вас предложениот предлог заклучок мора да се ради? Едногласно, 9 гласа за, няма против, няма поддржка. Благодарам. Многу ви фала и на вас. Имате си лесна работа. Може да одим. Пријатно наш. Пријатно. Се краќаме сега на првата точка. Предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на геолошка справа. Ви молам представникот од општинската управа да се произнесе по првата точка. Благодаря, председател, само на момента. Значи, предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска сработа. Доставата на општина Винеркапија од страна на општина Неготино, доставен на предлог за воспоставување на меѓуопштинска сработа. Ја не ви сакам значи сега да го читам предлогот, затоа што веќе ви е доставен во материјалите. Само ќе напоменам дека станува збор за користење на интелектуални услуги од страна на општината Меркапија за потребите на општина Неготино во делот на лице кое што располага со овластување за продажба за земјинот нели во собственост, градежно земјиште во собственост на нели Република Северна Македонија. Инаку општина Меркапија има значи 4 лица кои што го поседуваат овластување. Едно лице се согласува да дава таква услуга на општина Неготино и поради тоа ја ставаме ова предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска сработа. Дали некој да разбор? Дали некој да прашам суетници? Односно првата точка. Може да ни повелите? Кој е лицето? Тоа е колешката Билјана. Значи, овластување имаме јас, значи Билјана, Блажа и Тони. Билјана се согласи да биде да. Инаку општина Неготино има лица со овластување, тоа не се во еден период каде што се истечени рокове на овластувања и во меѓувреме немаше повик за повторен, значи повторно полагање
Имаше повик, меѓутоа не успешен, немаше доволно кандидати за да може да се спроведе и заради можноста да може да остваруваат нели надлежноста во областа располагање со градушно земјиште, бараат значи да нивно лице кое што би било вклучено во нивната комисија. Предлог одлука за прифаќање на овој предлог за постојување на общинска справа, става гласен кој за вака предложениот предлог одлука мора да крене рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Точка број 2. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на управниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадац. Благодарам председатели. Значи, и со оваа одлука сме веќе претходно запознати, затоа што на неколку совети назад беше донесена одлука за основање на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци, кое што нели е основано од општините од Вардарскиот плански регион. Инаку постапката во поглед на регистрацијата на заедничкото јавно предпријатие е завршена во февруари месец, меѓутоа самите јавни повици ни беа одложени заради распишувањето на изборите и поради тоа веднаш по завршувањето почнуваме со формирањето на органите, односно на управниот и надзорниот одбор. Општина Демеркапија има представник во управниот одбор и токму поради таа причина ја носим оваа предлог одлука за распишување на јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на управниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци, кое што е од ветеринарна струка. Значи нашиот представник ќе биде значи од областа на ветеринарна медицина. Во самиот јавен повик имам техничка грешка. 8-7 може да забележите, тоа е со пенкало, меѓутоа ставив уште 2 дополнителни дена. 6 беше како период каде што е онај конечен 10 календарски работни дена, меѓутоа нека биде до 8, нека има некој плюс ден 2. Во повикот се наведени нели сите услови кои што треба да ги исполнуваат заинтересираните лица и која документацијата која што треба да ја достават. Благодариме. Дали некој бара збор по втората точка на дневниот ред, каде одлука за распишување на јавен повик за заинтересирани лица за избор на член на одбор за бездомни миленици и Погледате се. Јас имам прашање. Членот на управен одбор од нашата општина рекохте дека ќе биде со ветеринарна струка. Дали тоа ќе биде фиксна струка или со текот на времето ќе може некоја се ротира на друг? Не, само ветеринарна. Само ветеринарна. Доколку се изменат значи актите, Кој не донесе оваа одлука, кој? тоа е значи на состанок кога имавме во Вардарски плански регион, од сите општини се направи распределба, значи кој општина од каква област струка ќе покрива. Вие барате или така не падна? Видиш, Па имаме и други профили на образование, може да е струкно. Па имаме и други профили, не дека не, значи меѓутоа видовме дека и по јавниот повик кој што беше во Бошава многу слаб одзив на пријавување, каде што имаше недефинирано образование. Мисля дали ќе се ротира, например, Не, овој мандат 4 години. Значи, моментално е таа, значи, струка, меѓутоа толку се направи промена на актите, поеднина може би. Дали некој друг бара збор? Никој не бара збор, заклучувам како со втората точка на дневниот ред и предлог одлуката за распишување на овој повик за пријавување за заинтересирани лица ја ставам на гласа. Кој е за ваквиот предлог? Молам нека крене рака. Едногласно за, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. И поминуваме на третата точка на дневниот ред. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен повик број 01/2024 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на управниот одбор на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Предлог решение да помина
измените ги лиците. Илияна Зацева, председател на комисията, Таня Петкова, заместник председател на комисията, Нечо Петкова, член на комисията, Даниела Крайкова, заместник член на комисията, Евгений Георгиев, член на комисията и Борче Ставлев, заместник член на комисията. Това е предложено комисията, защото помните се гласа за една комисия за верификация. И аз само да напомня дека тоа е согласно член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните предпријатија, каде што на предлог на градоначалникот Советот на општината ја формира комисијата за селекција. Токму поради тоа овие лица се сите од општина Демеркатија. Едно треба да е одвработени во јавното предпријатие, но во овој случај станува збор за предпријатие кое што се уште не е формирано и не функционира со вработени лица, заради тоа сите лица се од општина Демеркатија. Од општината не само од општинска администрација, рекоше се или општина по-голем? Од општинската администрација. Затоа што во самиот закон во став 7 е наведено, значи дека председател треба да е вработен во општината, еден член и негов заменик вработени во организационата единица за управување за човечки ресурси, тоа е менчето нас, значи вработено на тоа работно место, и еден член и негов заменик вработен во јавното предпријатие за кој е распишан јавниот повик, меѓутоа за тоа напоменат дека во овој случај затоа што нема предпријатието вработени, тоа е што еден член исто вработен во општина. А кој се формира предпријатие? Во иднина кога би требало да правиме, значи, реизбор, да. Би ќе се биде лице вработено. Друг разговор? Што друго има разговор? Заклучувам. Третата точка, предлог решението за формирање на комисията и селекција на кандидати за јавниот повик 01/24 за пријавување на заинтересирани лица за избран договор за заедничко јавно предпријатие, сдружување на бездомни миленици и на здравствена си наши радници, остава на глас за Нован, кој е за предлог решение, едногласно 9 гласа за, няма против, няма воздържани. Благодарам. Брзо. Благодарам за експедитивност. Четврта точка на дневен ред, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за верификација на дати прашни изборни именувања. Моля да се апред, господина Зајава, да се произнесе. Комисията за верификация на прашни изборни именувања едногласно одлучи од комисията за верификација на прашни изборни именувања се разрешува стојано претиране на принцип мислост и именување на јавни лица. Благодарам. Дали некој да разбор? Никој не разбор, да заклучувам претресот и точката ова предлог решение за разрешување и именување нов член во комисијата за верификација на прашни изборни именувања става на глас. Кој е съгласен предлог? Молете на крака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, воздържано. Точка 5. Предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за финанси и локален економски развој. Помолам за господин Стојанов. Исто така во претходната точка, значи се разрешува својме претиране на нејзино место во комисијата за финансови и економски развој се именува Илијана Јаревски. Дали некој има разбор по однос на ова точка на дневен ред? Никој нема разбор, да заклучува претресот, точката е само гласна, кој е за вакво предлог решение за разрешување и именување на Илијана Јаревски. Моля да се рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, воздържани. Благодарам. Точка 6. Предлог решение за давање на согласност за измена на годишниот план за вработување за 2024 година во општина Демеркатија. Молам за да се комисијата да се произнесе. Туку јас мислам дека треба да бидем за годишниот план. Се извинувам, povedете. Благодарам, председателе. По врска со измената на годишниот план за вработување во општина Демеркатија. Оваа измена конкретно се однесува во делот на вработувањата, поточно на страна 6 во годишниот план, табеларниот приказ. Претходно во годишниот план било барано вработување на помлад соработник во секторот за урбанизам. Измената е сега бараме вработување на соработник за урбанизам и планирање. Значи нема други измени, измената е само во звањето. Претходно било помлад соработник, сега е соработник за урбанизам и планирање. Може интерно да се приеме? Не, ово е јавна област, да. Јавна област. Јавна област.
може секој да аплицира што ќе исполнува Кој што бил помалец, аплицира во продолжено. Може така да. Секој што ги исполнува условите може да... Имате помалец работа? Тоа ќе видим ако објавиме овој. Дали во моментот има Во помалец? моментот не. Во моментот не. Добро вечер. Имате прашање или коментар? Дали некој друг има прашање? Пошто нема прашање, заклучувам претресот по ова предлог решение за давање на согласност и избраната на годишниот план за вработување во општина Демиркапија и предлог решението го ставам на гласање. Кој е за вака предложение? Предлог решение во кај рака. 5 гласа за, кој е против? 4 гласа против, нема воздржани, благодарам. Точка број 7. Предлог решение за давање на согласност за годишен план за вработување во 2025 година на Општинското основно училиште Диче Ангел Загреб, Демиркапија. Дали имаме представник? Малку чекам да Добро. представам. Ще да чекаме представникот на Диче Ангел Загреб да се произнесе. Што да се верни се, може малко да изгледа класична пауза. Стоите канцеларија што е изгубен представник. Знаете дека законска подписка на секоја јавна институција е да донесе годишен план за вработување за наредната календарска година. Ние ви го поставивме планот, да ги прочитам, се работи значи за технички персонал и на наставниот кадар не влезе овде. Предвидени нови вработувања на 7 страна имате во следната година. Вработување готвач, нормално да ги имаме овие во случај да дојде ред кантината да се отвори, да се доврши, помошник готвач 1, садомијач 1, хигиеничар и благајник самостоен референт за благајник. Ние веќе добивме согласност од Министерството за образование за овој годишен план, кој што е добиена на 10 јуни, го имаме тоа исполнување. Така што вие како совет на општина, значи треба исто така да даде согласност, потоа наред е МИОА и нормално да добиеме од Министерство за финансии согласност, па да ги објавиме. Добро, имаме прашање. Тука има и пресметка на плати, колка буџет ќе биде потребен за плата за новиот вработен за следната година. Претежно се работи за минимална со
малък разлика, това е благайник, odnosno самостоен референт за благайник. Тие са предвидени в пътуването. Ovo zajedno da plaća vidi plakата от бюджета, Значи това е съгласно предвидуването на сегашната плата. Това как е разходна плата. Да, е минимално. Как се... Извинете, ваша бюджета... Това е купно за часо. Купната 4 дали. Да. Ако има заграда, 33, това е на всеки месец, така? Да. Стигаме до 4. Да. Рекохте минимално, значи минимална е 33. Го излагаме да е лично минимална. През сметките ги правят, че секретар. Сега аз... Сгури малко. Може би над минимално. Може би се работи за бруто. Бруто е сега. Кой е бруто? Сега кой е бруто? Вие наставниците взимат 30. Да, чудно ми мисля. Не, това да не дойде се трияли. И аз мислям, дека това се подразбира, дека бруто плата. Дали лаки имахме лаки изкупани с програма за овие технички фондови места? От страна на солото? Да. Ова за прв. Не прав, плани вие не го Не думате. помня. Не помня. А Министерството за образование... Заради позицията благайна, ви беше спор. Ова пак е има. Пак е искрено, да. Заради блажаните, точно се сетям заради блажаните беше проблем. Аз гледах пристано. Повече директорка извод обявила такой начал грешка, odnosno ta blagajna. Па не, очигледно по-големият дял от съветниците, значи сметале дека блagajник не е потребно да има в училището, меѓутоа што ќе правиме ако не дојдеме во позиција да треба да се отвори. Којната сепак требате сметки, кај сега самите јавни, односно набавките ги врши психологот, мислам. Треба да се поделат работи. Имам секретар, психологот не е за да ги врши тендерите. Ако секретарът не може да го върши. Значи договорите поделена е работа. Поделена е работа. Платата е спрема секретарът, значи има тука точно по систематизация се стои местото и има опис на работни задачи и доколко се одобрена е, ладно не добием съгласност. Меѓутоа, ако добиеме, зашто да не би го имаме? Стана, ако знаете, ако го нямаме в годишният план за вработување и да добиеме съгласност, можем да работим. Трябва да чекаме некој најден да добием. А съгласността е обично едно. Така што мислам дека не е на одмет да го имаме ние во планата, дај Боже, да се одобри. А сега? Ако изкористаме това не е мнението, изкористаме вашето присъда, да прашам има нещо почнато по Че Министерството разпиша един тендер, за жал беше неуспешен, бидејќи понудите беа 5 милиони по-високи от предвидените средства. И можеше тая явна набавка да се помишле, така че сега сме во очекување на разпишување на ново. Инаку е одобрено целосно довршување и влезено е тоа во планот на Министерството. Се разпиша пред 2 месеци, меѓутоа очигледно што работи јавни набавки, знаете по-добро, доколку има големо отстъпување од понудените, најверојатно през сметките кои што се правени, тогаш биле други цени. Сега знаеме материјалите дека се далеку по-скапи и најверојатно ќе треба да се промени, односно сумата да се зголеми пред целото Министерство. Ново преработување, ново финансирање не е старо, да, сега, от минатата недела. Хаусмайстер. По основ на пензионирање. Да. Не е злоупотреба и други прашања. Јас многу би сакала кога сум тука да поставувате прашања, а не кога ти излезе
правят финансирани. В февруари се изпрати нещо, но както се разпиша изборите, не е много. И мора... Това ще стане на това, и тя се реализира. Да. Това завърши. Точно така. Последно вращане с кантината. Декато сега очекувате нов подвиг. Да. И се случи бързо или това не е до вас? Това сега. Ние преговаряме дори ако има потреба и да партиципира доколко може общината и училището, за да го надопълни делот от 5 милиони, колко ще е разлика. Доколко добиеме зелено светло от страна на Министерството, дека може на този начин да се реализира, би да замолили, odnosno би се обратили до вас да партиципирате дел и училището дел, па да я довършим, бидейки нормално, много пъти сме споровали дека трябва да биде приоритет. Ако я превземе цялостно с новата сума на Министерството, бидете благовременно известени и очекуваме да се случи нещо. Се надявам, че имате слух вие, доколко дойдем в ситуация да трябва да се партиципира от страна на общината. Ние да партиципираме да своята програма, да изискуваме средства. Да, между това 5 милиони става. Не знам, 17 милиони. И 5 милиона е голема сумата да партиципира или Училището максимално 2 милиона може да издвои за капитални инвестиции. Ова година планирано е, всекот на летният период, да го правим до тази двора. Не ви знаете, той има един дел там, къде що трябва да се стави бекатон, супатеки. Меѓутоа, чекаме на ова, за да знаем дали тие пари ќе инвестираме таму или трябва да ги премениме во кантината, која што пак повторно секогаш приоритет. Дали некој друг има прашање за свој директор? Најдобрие до крајот на годината се искат средства. Во секој случај, да, бидејќи тие се публикуваат. Ако не успееме или ако добиме цялостно финансирање на кантината од страна на Министерството, многу убаво ќе биде проектот што се прави сега преку општината, да го уредиме, значи партерно, задниот дел од училиштето, бидејќи уште тоа не остана, нели? Училиштето знаете сами дека изгледа убаво и се одржува и објектот, сите објекти кои што ги. Дали некој друг? Я да забавя за господин. Векате да прашам за Околешница. Може ли да сте да пример за двете учебници, што трябваше да се гради во Околешница? Това е за теб, значи јавна набавка преку Министерство. Ќе добиете известување кога ќе почне реализација. И тоа е целосно превземено и одобрено, влезено во програмата за реконструкција на училиште. Нема прашање. Предлог решението за давање согласие за годишниот план за преработување за 2025 на основното општинско училиште Димичан Делов Габрев во Великабрев. Оставаме гласа кој за предложениот предлог решение на ООН. 5 гласа за, дали има против, 4 гласа против, дали има воздържани, нема воздържани, 105 гласа за и 4 гласа против. Само да кажа, благајник ли е спорен? Спорен, да. Да знаем. От всеки е бил спорен. Ред, ви благодарам. Имаме на осна точка. Предлог решение за даване на съгласност за годишен план за работование за 2020 година на явното предприятие за комунални работи Бошево синдикат на мислени побидал директор пред малко. Чекай, малко. Добър ден. Ние вече ставихме точката на дневен ред. Следва решението за даване на съгласие за годишния план за работование за 2025 на явното предприятие за комунални работи Бошево синдикат. Що си да знаете, това ми е законска връзка, след година да се внесе годишен
план, който трябва да биде усвоен от управен отбор, от основач на явното предприятие, т.е. от условията на община Демеркапия, а после след това се добие и съгласност от Министерството за информация, общество и администрация. В годишния план за работуване за 2025 година нямаме планирано попълнуване на работни места при напредуване или разпоредуване. Няма планирано изпразнуване на работни места при обява на трансфер листа. Планирано едно изпразнуване на работни места при пенсиониране или наяване за минуване в следната година. Тоест едно работно место за воден инсталатор на градски водовод поради пенсиониране. Това е фактически за юли 2025 година. Така да за 2025 планирани се нови обработвания на 4 работни места с 5 извършители, около една за административен службеник и 4 издаватели на явни услуги. Тоест имаме самостоен референт в Говорен Благая. Един извършител, воден инсталатор на градски водовод, 2 извършители, от комунален работник, един извършител и работник за събиране на отпад, един извършител. Така да и 2023 година имаме и 104 предвидени работни места, 2023 и 104 предвидени работни места, от които ни едно досега не се подпълни. Това година, че имаме 2 пенсионирания, а 2025 имаме още едно пенсиониране, като видим кога да се подпълнуват тези работни места според потреба. От планът е това. Да, ние в период време до 30 работни дни, а сега сме в момента 26. Така да сега е пенсиониране в юли месец 2024 и имаме март, 24 и едно черно юли 25, така да от сегашното 26 ще са 3 работни позиции щата на нарушение. Мислям без 3 работни места. Така да потребите има потреби реално от работодателя. Дали някой разговор? Видите така. Проверка да бъде. Само спрашам бонус на плата. Бонус за около 35 dinara, така? Какво? 35 dinara плата, така? Да, бруто плата. Бруто. Да. Вие по-добре да знаете това. Другото, колко е било недължно. Това е било просто плата. Късно не мара да се нещо 23 500. Значи толкова е. Да, бруто плата 35 000. Дали някой друг разговор? Не е разговор. Съжалявам. Добре, имаме още едно прашение. Директор, аз се прашам около това, що било и неменно за сега ви гледах и националните планове. Гледам дека имате все още вработване ручни там стоят. Това во план за работуване. Не, дека бил во план не стоят ручни. Не стоят ручни, дека се вработува. Ви стоят дека имате вработен ручни. Планирана состојба за крајот на тековна година. Това го има от предходната, защо не е планирано от 2024, що е било предходната година, ще го гласаме, а сега изход и за 2025 се постоя, пак постоя. Значи те според балансерът ги дават самите, когато са ни ги дават. Не е вработено. Това е планът, ще бил 20 и одобреният план за 2024 ще го гледаш едният, а другият на последната страна за 2025. Това са предвидени. Това са знам дека имаше еден вработен в Корешници с реклами. Дали все още продължава или веќе не? Не. Епо за това не ме спрашам. Не. Значи това са планирани, не само... Скупно са работили 28 от кой един. Това за лани, това е плано ще да не направи. Дали, ще е донесен за ова година, ще тече. Сега донесуваме за наредната година, за 2025. Ясно. Това е нова съгласност, вие всъщност ще имате можност, ама не значи, че бидат употребни. Да. Ово е най-един начин, планът ще се направи, доколко дойдем до потреба, да не се
дойде до това да се барат нови планове за вработување, затоа што се процедура и до управен одбор, и до СОВЕ да се чека, и после согласност од Министерството, така да е долга процедура, тоа секоја година се донесува. Мислам дека секоја една институција, модерна предпријатие се донесува овој захват. Дали некој друг има прашање? Пошто никој нема разбор, предлог решението за давање на согласност за годишен план за вработување за 2020 година на јавното предпријатие за комунални работи дошло до така да става на гласање. Кој за такав предлог решение молам да крене рака? 5 гласа за, против, 4 гласа против, удржани нема. Благодарам. Благодарам на директоре за вашето присуство. Имам още една точка за финансово извършване. Предлог решение за даване на съгласност за финансовски извършване на явното комунално предприятие Боша от Меркапия за периода от 1 февруари 2024 година до 30 февруари 2024 година. Повелите господа директора да го одобрят финансовия извършване на... Да, ама като не е дължим около предходно общо отдел по дейности на предприятел от организационната поставена, защото тия се вижда няколко години са комплетно и работим с 3 отделения. Защото отделение за административни работи, отделение за водова канализация, паза и градски гробища и отделение за комунална хигиена и явно зеленило. Значи, у втория отдел може да видите тук балансът на водоснабдуване с компарация от 2024-2023 година и може да приметите дека во Демиркапија имаме собрано около фактуриран износ около 204.000 плюс от 2023 година, но все пак со само намалување на вредността на изпоръчаната вода. А пресето се дължи на сголемената цена, която беше донесена пред година и нещо месече. Така да около селата фактурираме от износ, всекъде сме некъде по плюс, но во некои места имаме сголемена потрошувачка, но во некои населени места по-малите сголемени имаме намалена потрошувачка. Около финансовскиот резултат имаме, около приходи от вода имаме оваа година 2.158.920, што да се 115.000 повече от лани. Приходът от финализация са 582.935. Тук няма някакво по-голямо отстъпуване, заради това, що регулаторна комисия това ще донесе облака да не се покачува канализация. Приходи от след се некъде со разлика от 41.000, приходи от жуе на явно зеленило, приходи от явна чистота, метење, миење, тия тук пошто 2024 ги имаме, а 2023 ги нема, заради тоа што 2023 оваа програма се донесе, мислам дека беше март месец се донесе, така да първите 3 месечия не се калкулирани тук. Се почна да се реализира програмата от април месец. Така да тук имам приходи от Панагио, значи с 2023 година имаме авансна уплата, оваа година нямаме такво нещо. Приходи от добра освободени от ДДВ, значи имаме оваа година 1000 за това са фактически гробните места. Приходи от приключваци имаме оваа година 13 000, за разлика от предходната година 7 000, приходи от водомери и механизми 20 000. Останалите приходи от отпис на обвързки 55 000, приходи от наплата по суходство на судски облаки 22 000, приходи от наплата и казни 20 000 и приходи от субвенции 300 000, защото по-голяма ставка това е делото, що общината го субвенционира делото на строята за комуналното предприятие. Така да съвкупно приходи от 2024 година има 4 742, значи 1 276 000 повече от 2023 година. Около разходната страна, значи има потрошни материали и резервни делови 184 000, за разлика от 23-та 104 000. Канцеларски материали имаме по-малко, 4670, за разлика от предходната година 18 300. Средства за чисто одържуване 7 000, униформи, ръвна работна облека. Оваа година първото месече си няма набавено нищо, докато 2023 имаме набавено ХТЗ оптима. Електрична енергия. Сега тук е един от, мислам, от по-интересните податоци. Между 24 имаме 994 Това е за Демиркапия. За разлика от предходната година 194. Значи овој се дължа сето, заради тоа што првите 4 месеци от предходната година бяха субвенционирани от страна на държавата, така да тук севкупно има някаква разлика от 554
123 денари, фактически това не го субвенционирала държавата в този период. Ули, Кресмас, дизел гориво имаме, са намалувани, тук сме с по-малко около 50 000, бензината 10 000, почтенските телефонски услуги, договори на дело, услуги за тековно държавни, които са обяснително по мощната табела, услуги за контрол на квалитета. Тук нямаме някакви големи отстъпувания. И сега да дойдем тук до трошки за работените. Значи тук имаме по-голяма пак разлика, където ни е бруто платата. Значи тук имаме за разлика 2023-2024 от 3 милиона 628 без 82, от 23-та 2 милиона 78. Значи една голема разлика от 650 095. Еднократен надоме се изпратена, това е за основ на пензиониране. И всички други останати трошици, значи имаме вкупно разходи от 5 милиона 589 622. Значи имаме на цялата сума от приходната и разходната страна имаме загуба от 850 440 денари. Около процентът на наплата, всеко изкуствено е това, дека секогаш правите 3 месеца са малко по-слаби со наплата, така да може да има някакви правните лица, процент на наплата е 55%, и физическите лица е 59%, докато кумулативният процент за наплата за 2024 и физическите лица до 31.3 изнесла 143%, докато правните лица 95,63%. Това значи дека максимално сме ги събрали средства, които ще били со закъснати плачения, а докато реалният процент е някъде около 55%, що все пак е малко по-добро от 2023, които сме имали 51 со 57%. Така върху финансовият извеща за първото тримесечие, отприлика това, ако имам прашане. Ставим прашане, да поставим Главата е да обясня да не изключваме приходи разходи. Значи от приходите от вода от 23-та до 24-та от 1 2 милиона и 158 хиляди. И нормално е да се сброим, защото време от и пати за както работи. Нормално е да сброим приходите. Разходите спомняте, кога веќе сме кај работеници за бруто плата от 2 милиона 700 на 3 милиона 400, а после имаме еднократен наdomесто. Да ли е ова еднократното наdomесто превод от вода, което Не, значи това е по-зародното. Да. За промяната ще е за него пензия, се плачат. Да? Колко ти процентно видите камо се закачва въпросен процент не е такава скондуцията, която е много. Над 50%, над 59-98%, той е добър процент за нас. Чуеме закъснуване. Наплатата е проблем, защото идеме с закъснуване от 3 до 4 месеца, ще трябва да става ни почет. Защо не дозволува, никога ще не дозволува. Ни Евана одма се засметува, затезна кремата и одма се засметува сите трошкове, докато би бил реалният процент, докато предупреждените реално се плащат месец за месец, би можел да се заокружи това доста по-добро. Като ще гледаш само тук, като предходна година било около 90, нова година над 100% е кумулативният процент на наплата. Значи има наплата на предходни побарувания, но реалният процент, все пак и 50% не е баш задоволително. За 200 км прачи да опомени това. Ама не прачи да опомени, а нас Евана директно не засметува към мати. Така да не са за една фактура, що не спрема Евана, що цяло време на почва. Имаме по 10 до 12 или месечно плачеме камата. 10 до 12 или за една фактура само ще каста. А това на годишно ниво не е занимава
ще говорят. Разбира се, всички разборите не може да шо да се воде. Рано е. Това е едно-две прашање да речеме потеко што е нам умов тоа парчето што е не се полива, може нешто некоја треба што е нам умов да полива и до сега капка не се. Таму фирмата што прави дефект, таму сменила, ми направија дефект, сменија по-голем дел од цевото таму и не се вратија после напред да го санира тој дефект. Така да секој ден сме со некој изчекувани дека ќе дојдат да се санира тоа што е направено. Да не го оставиме така, бидејќи секој ден сме во контакт со него заради тоа што тоа и според самиот одбор се беше нивна врска со обратно правобитна состојба и да го следат. Добро, тоа преку општина ли оди? Да реагираме треба и преку општината. Да не ми стварите скроз, да чекаме да завршат. Да, тоа беше преку Така општина. накратко, патот што е од новиот мост, Грчки до Партизанска, нели, на десната страна до истото продолжение од Гранчан. Пировата замина, ќе го поправи, го 2 години, нема кој да го чека. Така и сега. Не е до директор, зборам до фирмата как ги пуштили да се одат, а не среден работа. Това ми е това, ми е да комунално, не изведуваш комунално, да тој беше ми речи паркот ние го стопанисуваме, затоа ми е да не остане жолт, тој потез цел жолт. Еве, затоа ми повеќе прашањето, не е адресирано. Да реагираме кога се обрати, нешто да реагираме. Ако ти посече од жолта треба да готово. И уште едно прашање во село Дрен, загубите на вода, дали се најдени или дали се најде дечи немува вода, од дечните часови реакција од селајни, знаеш, вода нема. Има сознање дека пред саати некој се прави, се полива. Малко контрола да се направи во овој период, сега не е некој пада да изиграва. Да се направи едно... Неколку контроли уште пред тоа во село Дрен се става. Не знам, ја до сега немаме, например, до сега немаме информација дека навечер се немало вода, заради тоа што се уште и двете каптажи работат, се уште има вода во Дрен. До сега не сме имали некој да се пожали, заради тоа што има и навише вода сега немаме. Сега тоа навечер некој пик да прави некој голем. Се уште се држиме со вода. Може трупки да се пожали текот на деновите. Така го мене адресира. Оваа година со оваа суша може да очекуваме дека ќе дојдеме до секаде, поготово од делот на Коречница и делот на Дрен, што тоа се површински извори, што не може да влијае на никој начин. На никој начин не може да се влијае. Единствено само со свест на граѓаните, како што ги има више, почнато е неготино, како што гледате више секој ден трубат, значи таму има више недостиг на вода. Има многу од колеги кои се слушам, кои што се зборува дека се почнато е више недостигот на вода. Сега, тоа натаму ќе видиме. Претходната година ето беше топло, немаме застој во село, ни во Поречница, ни во Дрен, оваа година ќе видиме, сега се исто откриваат.